му натаче со бугарски пасош да ти била. Како? Жена му натаче, бе, българка обаче, не чувте вие тоа? А таче? А ти, бе, таче? Каков, бе, имаш? Бугарски или косовски? За градоначалничката на Скопје исто извади дека е со бугарски пасош до душа. Таа као нешто ќе тужеше за клевета, ама ништо си поќоте од како ја избра за градоначалник. Абе да бе прашам нешто, да се стане битна фаца овде, ти треба бугарски пасош или се лажам, а? Не, стварно бе, дај бе кажете отворено бе во јавност да знаеме шо сме ние само со македонски пасош и шо сме, а? Како гледате на нас што немаме друг пасош освен македонски? Не гледате ко да сме глупи, така? Или неснаодливи? Ко да сме демоде? Мамето ваше распродадено говнари едни. Мислите бугарите ве сакаат што сте такви никакви. Само ве користат против својот народ. Глупаци едни. И дај вие од сите партии самите бе излезете во јавност еднаш, покажете си ги бугарските пасоши, откажете се јавно од нив ако сакате да бидете на власт или да се борите за власт. Ако не се откажете, што е легитимно, ама тогаш надвор од политиката. Никој од вас не смее да ја води македонската политика. Дали сме јасни? Па доста беше бе. Овие со бугарски бе пасоши бе стана гротеска. Уставе гаѓам. Со пукам. Дегенерициве ја буцкаат Финска шо побрзо да влезе во НАТО. Па дал се нормални бе? Па ист одговор ке добијат од Путин како во Украина. Па родниот град на Путин, Санкт Петербург, е на 200 километри од Финска бе. Нема шанси Путин да дозволи НАТО база на таа дистанца. Нема шанси. Го предизвикуваат да влезе во војна со НАТО бе. Дал се нормални бе? А? Дали чуле тие за Сармат? Интерконтиненталните балистички ракети, 18.000 километри домет, 10 боеви глави може да носат од 100 мегатони. Знаете колку се 100 мегатони? Знаете колку е? Неколку илјади пати повеќе од онаа бомба на во Хирошима. Вакви 10 носи една Сармат. Па ако падне на една држава како Франција или Полска нива ќе ја направи бе. Па што сакаат бе тие бе дегенерици бе? Па Борис Џонсон и ЕУ нешто се топорат ка бранеле Финска. Вода у очи немаат бе. А од септември буквално и лепке немаат да јадат, нике имаат да се греат. Се гледа дека се тотално под волјата на САД, не знаат каде тераат. А вака како тргнало го тераат Путин да ги замава со тоа нуклеарките. Сте чуле за Посејдон торпедото, најголемо торпедо на светот? А? Сте чуле? 70 чвора, ниедно друго НАТО торпедо не може да го стигне. Ако мавне во некој брег, и цунами крева од 500 метара бе. Абе тоа градом ќе го направи, што знам, полигон за бубашваби и за скорпии. Теј бе. А Путин колку и да не ќе нуклеарна војна го тераат, го притискаат за да го стисне тоа црвеното копче бе. Не ми се верува бе. Како успеа вака да се дебилизираат европскиве политички елити, не ми е јасно. И тоа да се дебилизираат до степен свесно да се самоубијат заедно со своите народи. Каква декаденција и пораз на сите вредности. Читам некои израелски аналитичари, некои бивши шефови во разузнавањето. Сите тие се едногласни. ЕУ многу брзо ќе се распадне велат. И објаснуваат зошто. И натаму оди целава работа. Ама апла оди натаму. ЕУ е неодржлива како систем, тоа на сите треба да ни е јасно. Нашиве треба сериозно да седнат и да размислат како понатаму, ама не да си кажуваат пропагандни ЕУ и НАТО слогани, туку да и погледнат на вистината во лице. Ова нема да заврши добро.
Наместо да кренат рачна, да му дадат шанса на Путин побрзо да заврши со војната, нели како што порача Кисинџер на овој состанокот во Давос, тие го притискаат од зид. Финска и Шведска одма да влегле во НАТО. Ненормални едни. Немам друг збор како да ве опишам, извинете, мислам вака. А добро се знае кој стои за тоа ваше лудило. Многу добро се знае. Многу добро се знае. Ја чудим што една огромна држава со 50 милиони жители исчезна поради себичен материјален интерес на една суперсила од друг континент. Ја чудим што таа супер држава е спремна да жртвува до пеплосување и други европски држави за да го наплати во долари тоа нивно пеплосување. Ја чудим што таа супер држава не дозволува државата што исчезнува во војна да признае пораз и да потпише мировен договор. Ја чудим што таа некогашна држава има председател кој е глумец по професија, а кој е натеран од супер државата да глуми некој кој победува во војната што ја губи катастрофално, само за да може и понатаму да ја плаќа на супер државата во долари. Ја чудим што таа супер држава го турка светот во нуклеарна војна без никакви скрупули и свесно за последиците. Ја чудим што таа супер држава има такви опасни имбецили што одлучуваат за иднината на светот. Ја чудим што ЕУ и цела Европа не само што немо го гледа сето тоа без никаква моќ да се спротистави, туку и самата прави чекори кон нуклеарен Армагедон. Ја чудим што сите тие се прават глуви на предупредувањата на сибирската мечка дека ќе употреби стратегија на одвраќање ако Финска го допре пенкалото за да потпише влез во НАТО. Ја чудим што мечката за која сватија дека не прави вицови и ко се заканува, сега кога повторпат ги опомени дека ќе удри пострашно, тие сепак си тераат по свое. Ја чудим што човештвото колку и да се прави дека е разумно, нели, Homo sapiens sapiens, сепак во моменти на голема криза тотално го губи разумот и бара самото да си пушти крв. Ја чудим што војната и убивањето ни се во природата и гените, но тоа е така. Ја чудим. Прајте се глуви на врескањата на лудачите на новото доба кои со презир гледаат на жените домаќинки кои немаат амбиции или вештини да станат менаџерки, милионерки, гувернерки, амбасадорки. Тие јаки типки не знаат кај им е домата и кај им се децата. Во голем број случаи, нели? Домаќинката е пред се мајка која го храни, чува и надгледува своето потомство. Да, готви за семејството, не му купува ручек кој ќе излезе од работа во 7 вечер или ги држи децата, да кажеме, цел ден на грицки или пица на парче. Тоа нема врска со еманципација или она јас као модерна жена, ми се може се. Има нешто што не може да го избрише ни една од тие лудачи, а тоа е инстинктот на мајка и жена. Тоа е биолошки во жената да биде алфа и омега во домот или што вие велите домаќинка. Тоа не е ниту проста, ниту понижувачка улога. Ајде да те видам биди супер домаќинка, а? Колку жени тоа го можат денес од овие распекмезениве? Нема ништо понапорно од тоа и поодговорно да бидеш супер домаќинка.
Рече си секоја будала може како многу јак менаџер да дреме пола сат по ресторани или пола ден по ресторани и да паламуди за милионски сделки додека децата му се шибаат увена со хероин или по цел ден јадат начос додека на 18 години не закача чир на желудник или нешто уште пострашно. Во секое нешто, драги мои, се крие зрното на пропаста. Така и во она што го врескаат оние лудачи не е се така розево и еманципаторски, ви се молам. Ја убиеш ли женскоста во жената и незиниот инстинкт за заштита на домот, си ја убил мајката. Ја убиеш ли мајката, си го убил целото човештво. Затоа сметам дека кампањата за кексо домачица е многу окей, па дури и многу секси. Па и познатиот колега Чкалје утврди дека секс е всушност врста на кекс. Значи секоја домаќинка е секси. Тоа ви изборам јас уствари цело време. Ајд! На ручек, вашите мајки го сготвиле. Благодарам. Нет и нет. Па скроз погрешно го толкувате испадот на министерот Албанец кој кажа дека не е македонски министер. А тој да ти бил министер на некоја тамо северна вукојебина. На државата која него му служи само за молзење, нели? Како крава. А не може да биде кравен министер, или крави министер, туку само министер на кравата музара, нели? Затоа е ова вукојебина, ја ебаа кравата, тоа е тоа. Во нивните глави, тие не се македонски министри, тоа мора да го сватите. Да не паѓате у несвест кој ќе некој албански министр каже, ама јас сум албанец, не сум македонски министр. Немојте да се чудите. Значи, во нивните глави тие никогаш не се македонски министри или министри на, нели, Македонија. На некоја македонска држава, да кажеме, па нека и северна. Никогаш не ни биле такви министри. Ти имаат фикс и глумат подобро од Де Ниро и Џо Пеши во Goodfellas. Оти, кога било кој ќе те види на колена и дека си неспособен да се браниш, тогаш те растргнува и те гледа со презир. Исто е со бугарите, исто е со албанците. Почувствуваа дека сме претворени во леш, нели, како народ и те газат безмилосно, а за тоа, нели, самите сме виновни ние. Јас лично немам омрза кон никого, оти стварно сме сите исти под кожата. И затоа не ми било тешко да седам со албанци и да им го кажам ова во лице. И сме спореле, и ме убедувале, ама не е така ми велеле. А јас им велам, ти може не мислиш така, но делата на вашите политичари кои ги бирате зборуваат поинаку. Тоа што генерално зборуваат за некоја заедничка држава на македонци и албанци, тоа е само глума пред светот, глума пред американците. Зашто би си направиле штета голема албанците ако од тука почнат да зборат за голема Албанија. Ама еве да кажеме, Рама од Тирана, Курти од Приштина, тоа веќе го кажуваат од време на време онака апла. Ќе го кажат апла, нели, малце ќе се кренат овие околниве западни држави. Еј, шо кажа Рама, еј, шо кажа Курти, овие тоаш нешто ќе се повлечат. Абе види, не мислевме така, погрешно сме сватени, погрешно интерпретираа новинарите. И пак истото, и тоа се повторува години. Тоа е 100-годишна стратегија и агенда. И нема повлекување за нив се додека не ја остварат. Само го чекаат совршениот миг, кој многу набрзо ќе дојде. Времето игра за нив. Тука да немате дилема. Затоа јас не падна во несвест кога чув министерот албанец. За него тоа е толку нормално дека е албански министер. Тој не бил никогаш и нешто друго освен албански министер на трета албанска држава. А тоа му го овозможиле овие продадениве души, њомити македонски министри, што името не смеа да си го спомнат. Нашиве министри од нашава земја, значи наши предавници. Од наш да не куртулите, мислам, од наш убав збор.
Имаше во минатото тешки инциденти со НАТО или американски војници нели кои беа овде и кои не одговараа за насилствата кои ги предизвикаа поради пијанство и препич. Се сеќавате на 90-тите дека македонски заменик министер, мислам дека беше, загина во судар со НАТО возило или возило на квор кој возеше во обратен правец на патот Скопје-Велес. Загина човекот со целото семејство и никој не одговараше за тоа. Другите беа веднаш вратени дома по направените насилства кај нас. Дома не им се судеше. Тоа е така, особено Амери кога се во прашање. Не ги признаваат нашите судови, а веројатно и нашите животи и нашата безбедност. Едноставно, немаме право да се избориме за нашата правда и да им судиме овде. Но, еве и тамо некои британски хулигани се примадони за нашиот судски систем. Можат да речеме да ви силуваат керка и да не одговараат. Ке излезе вашата керка, сама си го барала. Така излегува, нели? Зошто е тоа така и како можат нашиве да прифатат еден таков феномен на казнена недопирливост и дискриминација, не можам да ви кажам. И никој нормален не може да ви го каже ова, зашто ова е ненормално самото по себе. А и сега, кога Шведска и Финска ќе влезат во НАТО, можам да ви кажам, сме наебале. Пијат ко смукови, а и Шведска е позната по најголем процент насилување во Европа. Замисли сега кога ќе дојдат шведски НАТО војници и кога ќе разберат дека никој суд ништо не им може овде кај нас. Замислете што ќе се случи. А имале една опасна женска единица, нели од Шведска, не дај Боже, тие да дојдат во Македонија. Ем ќе не силуваат нас мажите, ем не можеме да ги тужиме бе. Замисли тие швеѓанки, тоа цела единица, батальон швеѓанки да те нападнат и да те силуваат. Па нема ништо пострашно од тоа. Батальон швеѓанки да се сега да ме силуваат тука и да не можам да ги тужам дека ме силувале. Швеѓанки! Голи, сите батальон голи швеѓанки, згодни со плави очи да те силуваат. Страшно! Така ние кога немаме држава. Тури му го! Не на швеѓаните. Овој на швеѓанките, да, и на швеѓаните сега кога дојдаа на ред. Тури му го, бе, и на НАТО, и на а и на швеѓаните, шо? Од женскава единица. Абе, не ќам да ме силува, бе. Не ќам! Ајде, гаси тоа! Гаси, ајде! Во Мариупол, освен руска војска, нема никој. Тишина. Од фабриката Азовстал ги извлекоа со автобуси последните 264 преживеани војници на злогласниот полк Азов како во Рачиново во 2001. Само што овие војници не одат во слобода, туку во руско заробеништво. Ке им судат русите. Меѓу нив има многу платеници од слободарските и хумани НАТО држави. Инаку, Путин е уште на умирање. Ако веќе не е умрен. Ако веќе не е умрена, не знае, зашто медиумите од прекрасниот НАТО свет се уште не го известиле за тоа, нели? И среќа е да ви кажам што Путин ја губи војната. Толку ја губи што Финска и Шведска од страв побрзаа да влезат во НАТО, нели? Ако ние, начело со Славјанка, им дозволиме да влезат. Оти сега, абе сега и ние се прашуваме како НАТО сила, бе. Славјанка одлучува. А можно е да одлучи да влезат? И тогаш НАТО ќе се гордее со новото мнозинство. А Путин, како тазе умрен, ќе лежи со скрстени раце во Кремљ и никој нема да знае што ќе направи следно. Како и до сега што не знаеше, впрочем. Ама едно се знае. Путин ја губи војната. И се знае уште нешто. Ама тоа не е баш во мода да се каже во прекрасниот НАТО и ЕУ свет и кај нас.
на нашиве супер слободни медиуми, кои исто така објективно информираат дека русите се лузери. Никако да кажат дека ќе има глад во септември во сред Европа. И ќе нема грејење зимава за развиениот победнички ЕУ свет. Оти житото во Украина годинава за жал не роди. А овие рускиве лузери и губитници, лузери произведоа илјадници милиони тони жито Оти Путин и така ќе ја загуби војната, па од тага си рекоа, барем леп да имаме да јадеме така поразени, уништени. И барем ќе се грееме. Оти ни остана бајги газ, нели? Тешко е кога си поразен воено како Русија и кога ти е Путинот умрен. А имаш премногу жито и газ, многу е тогаш тешко. Ке мора да го продаваш гасот и нели житото на милиони црнци во Африка, на милиарда и кусур кинези, на скоро милиарда индици, на јужноамериканци. Ама джабе ти ко си лузер ко Русија Овие 3 милиарди луѓе и држави не се важат тие не се меѓународната. Не се тие меѓународната, важни се само оние во ЕУ и НАТО, тие се меѓународната заедница, други се ситна боранија 3 милиарди што се на светот. ЕУ и НАТО се битни, тие држави. Тоа е цивилизацијата и напредниот свет. Другиве не, другиве везе нема другиве. Све започнало од Колумбо кој открил Америка Нема везе тоа, претходно не постоело ништо Ништо не постоело. И само тие од НАТО, ако кажа дека си умрен или лузер, тоа се важи. Ете, толку треба да знаете. Владе, а тебе? Лесна ти земја. И ако случајно се вратиш од умрените, ќе дознаеме брзо. Или ќе чуеме. Финците може да ни јават. Или пољаците. А може и бугарите да ни јават, Они се обично баксузи во ситуации кога демократскиот запад тврди дека русите губат некоја војна. Магарешка кашлица, кокошкино слепило, кравјо лудило, свински грип, птичји грип, овчи сипаници, мајмунски симпаници. Што е следно? Ало, телешка треска, зајачка тахикардија, студена муда од лабуда, ова болестиве од животни што ни се лепат као мени у кафана да гледаш. Само што нели менито е на Светската здравствена организација. За оваа сезона, ќе ве молам дајте ми мачја мигрена со папагалска и холалија као дресинг. Со оглед на тоа дека не третираат као говеда, мора да не плашат со вакви глупости, нели? Ако тезата што ни ја продаваа беше дека некој кинес лапнал лиљак и така се разболел од ковид, се поставува прашањето кој е нултиот пациент што му го опнал на мајмунот па фатил сипаници. И уште тезата дека највеќе луѓе се заразиле на некаква геј забава. Кога нема кого да обвинат, најлесно е да кажат дека пешкирите се криви. И после Сашо е хомофоб, ги мразело братните, а овие што пробуваат да ве обвинат дека сте прошириле зараза низ цела планета, тие се окей за вас, така? Јасно ви проблемот. Само не ми е јасно колку ќе обвинат ако се појави епидемија на слонски заушки. Веројатно тогаш ескимите ќе ги обвинат. Се е логично кога СЗО е во прашање. И како ќе носиме маски без затолкави уши за да не се заразиме? И брисо дуво ќе ни земаат. Чути, уствари, боле од дуво да ни земат него од гс као на кинезине што им зимаа. Тоа е малку непријатно, имаш тегоби кои ти обрцне тоа. А и логично е дека вирусите се незгодни суштества и може да избегаат од лабораторија.
Не бегаат 100 години, али кога ќе почнат да бегаат, од 2019 сега бегаат по принципот како први така други. И ќе си бегаат у наредниве 10 години. Ако Путин не замаа сите со нуклеарки, па некако вирусиве да ги потамани со нас. Шо знае бе вирус, шо е прувета? Дечкото му се искачало малце да прошета на воздух и си рекол, чуја малце ќе излезам, па ќе ја напуштам лабораторијава, па светот и животот е и надвор од лабораторијава, не е само внатре. Јоп, патот под мозе. Јеби го, од сега ќе викаме глуп си ко вирус, не знаеш кај одиш. Ова соопштение е за слободните вистинолюбиви медиуми во Северна. Само што се вратив од погребот на Путин. Многу беше тажно. Немаше никој, освен мене и двајца гробари во шарени мајци со апликација НАТО. Имаше до души едно кученце ко кафеаво глуварче. Кучево ми направи едно тажно аф, аф. Го гледам, нели, тоа пак аф, аф. Не го разбирам. Вклучив Google Translate, она симултан превод, а кучево ми вели, јас сум, вели, Померановиќ, Путин. Стопанот ми умре, сега сум само, никој не ќе да ме вдоми, зашто многу лами плачам за мојот владе Путин. Можеш ли, добар човеку, да ме земеш со тебе? Види бе, Померановиќ, му викам, нема шанси. Јас сум од онаа посеверчената држава, а ние сме НАТО сила, поточно НАТО ни е стопан, ко на тебе Путин што ти е стопан. А ЕУ ни е нас маќа и нема да ме пуштат со тебе. Ти си ја бре, Померановиќ, агресор за овие моиве, за ЕУ и за НАТО. Башка, куче, мислам, многу бре личиш на Путин. Многу личиш на Путин. Тоа ведите си ист Путин, тоа устата. Абе, ко Путин да го гледам. Тоа е, брату Померановиќ, живот кучешки. И нас утре така, кој ќе умрат ЕУ и НАТО, никој нема да сака да не вдоми, не се секирај. Ова е целото вистина што ви го кажувам, драги гледачи. Да ми умре ЕУ и НАТО ако ве лажам. А сега стварно малку имам намера да ви излажам. Значи, ова што ќе ослушнете од сега па натака, све е лага. Путин не е умрен, до таа мера нели да не мрда. Значи малку е умрен. И сега он кога го освои Мариупол зароби преку 40 француски платеници инструктори, па британски, па американски, па тама некој од Африка зароби. А тие држави чутат или негираат? Најмногу би сакале овие пленициве да се мртви. Но Путин ги чува за да покаже на светот против кого војувал. А тоа не е украинскиот народ. Има докази за биолабораториите на Пентагон не само во Украина, што се туку и во Грузија и на Тајван. Таму, например, на Тајван, да ти се праеле сипаници смртоносни ко чума, над 95% смртност. Кинезите, кои ќе ги лапнат овие докази, море ќе ги лапнат ко Тулумба. И шо мислите, шо ќе се случи со кинезите, бе? Абе, правец Тајван. Па после, нели велат, Путин ќе одговара во Хаг. Па не знам баш кој ќе ги презентира сите докази, дали некој нормален ќе помисли на Хаг. Второ, нема таква сила која ќе го испорача него во Хаг. Русите го сакаат Путин, верувале вие или не. Иако ја се велашат дека го сакаат. Бе, многу го мразат тоа русите. Само 85% од нив го сакаат. Мислам, за умрен човек не е лошо. Ете, финците решија во НАТО, а Путин реши елитни единици за нуклеарки да ги помести 1000 километри понапред на самата финска граница. Инаку, Русија, мислам, ако не сте знаеле, има 3 армии задолжени за нуклеарниот потенцијал. Фатална грешка направија кога решија Путин да го стиснат ко маче во зид. А сега веќе се повеќе НАТО и независни експерти зборуваат дека тактички нуклеарен напад од Русија е реалност. И кому му беше потребно ова, бе, а? Веројатно на истите кои стоеа зад пандемијата COVID.
ковид. Шо беше бе тоа ковид па? Абе стварно имаше пандемија ковид, а? Па добро бе, кај се изгуби ковидов ако го имаше? Го снема, а? Одеднаш го снема. Путин кога почна да пука у Украина. А? Го снема ковидов. Излезе од мода, не е више во мода. Сега Путин, за да влезе во мода, нели, овој ковидов мораше да излезе од мода за Путин да влезе во мода. Тоа е така на овој свет. Еден излегува во мода, за друг да влезе во мода. Затоа сега за нас е во мода да го испушиме под вода на Владе. Ордановски решил да се трезни. Од сонот за ЕУ. Глупо е бе, дечко, да се трезниш за малце. Баш кад трезен ти не им бркаш работа на тие за тебе. Остани си бе пијан бе. Нели во сонот за ЕУ или во некој друг сон. Ке ти смисла тебе они друг сон за да те опијанат. Баш ка добро се седи пијан со гранчиња, тендерчиња, емисијчиња за кои се лапаат дебели евричиња. Па брат за брат, еврата за... Боријан пак, кој беше озрачен од светото папско зелено светло за влез во ЕУ, сега гледам купуе свеќи, изгледа и пали шкорчиња во мракот. И од дуделанш на Бране сега му прави дуделанш на Зоки, таче, не ике многу дуделанш. Тоа да ти било фудбалски клуб од Луксембург до душа, сите го знаеме, нели? А таче навија за Шкендија, нели си оди на Шкендија, им честита тамо, шо знам што тамо, титули, ово, она, купови, мупови. Видовме како се сликаше со Али и со Груби. Он сака грубо, Али, така. Грубо, ред нежно. А сите го бацува, си сака да го бацува, а под време на време се. Сега нон-стоп грубост, так. А вие сте многу разочарани, нели? Или само тоа така ни изгледа? А? Вие мислам дечкиве што се трезните, што сте озрачени од зелено, папско, светло, свето и така натаму, а? Многу сте разочарани, признајте. А? Епа, џабе шмукавте лижавчиња под маса, бе. Џабе. Свативме. За да успееш овде, имаш само две опции. Под број 1 да се родиш албанец и под број 2 да имаш бугарски пасош. Македонец да си не е опција. Тоа е казна. А ни се пружа историска шанса прв пат да се чаталиме на многу побогати и посилни држави од нас. Еве бе, искористете таа шанса бе морони. Пардон, мислам, вие од СДС и ДУИ, мислам, Аве, славјанке, бе. Искористија шансата, се жалиш дека те критикуваме. Па еве ти шанса на животот. Папни им вето за влез во НАТО на Шведска и на Финска. Иш да не ти чуе, бе. Иш да не ти чуе. Покажи дека и ние имаме суверенитет, бе. Да видат дека не можат со нас така да си играат. Еднаш и ние бе на некого вето да стегнеме доста, кој како стигне секоја будала, нас вето нимава. Па која друг пат ќе ни се отвори таква можност вето да им стегнеме на една Финска и Шведска, еј. Бапни им вето, славјанке, да се осетиме и ние малку важни дека постоиме, дека ете и од нас нешто зависи во овој посран западен свет на вета, курчење и уцени. Бапни им вето, славјанке, ќе станеш втор Гоце Делчев, Ганди и Мендела, 3 во 1. Оти тоа вето ќе го спаси светот од нуклеарна трета светска војна. Пукни им вето, славјанке, и твојата фигура
ќе дојде на местото на статуата на слободата во Њу Јорк, а ти ќе бидеш и на местото на Гоце Делчев во парк. А како бонус, ќе те качиме и на Букефал на плоштад. Ацика ќе отргнеме тамо негде кај ќосето да ставиме. Шибни им вето, Славјанке, за влез во НАТО, бе, онака, од ненаде шибни им, да се шокираат. Да пофаќаме и ние малку сеир тука, бе, малку кој ќе ги ококора тоа дегенериранine европски говеда очите, кој ќе испуштат во шок едно. Hey, what the fuck? What the fuck? Are you talking to me? Talking to me? What the fuck are you talking to? Каков кејф ќе биде тоа, бе, Славјанке, бе. Кој ќе се унередат од шок, бе, јао. Ајде, бе, и ти, таче, бе, ајде, бе, и ти, ајде, дај зелено, не мора папско светло, било какво зелено светло за предвремени избори во октомври. Доста ви беше таче керефекање, ве видовме уште еднаш каква неспособна багра сте и никогаш повеќе нема да дојдете на власт, ова сум ви го кажал неколку пати и ќе го повторам пак. И онака си фатен во небрано грозје и со секој ден си ја зголемуваш агонијата. Не може, бе, таче, ништо да поправиш, само може да да доработиш на урнисување на Македонија, а тоа скапо ќе те чини. Иде, таче, дебелата крчмарка со сметката. На крај ти ќе ја платиш за сите нас. Наместо миле ми текна, ќе биде таче се штрекна. Колку му закачија за греота, човекот, така ќе збори народот, таче наоколу.